Часот го следите дневникот на К1. Добро вечер. И во ова издание со најновите информации од регионот Македонија и светот. И веќе дневните настани. Велешката касарна Алекс Одемниевски Бауман со пригодна свеченост го одбележа 18 август, денот на армијата на Република Македонија. Сдруженијето на приватни лекари бара намалување на глобите за прекршоци во работењето. Добрата инфраструктура, урбаниот начин на живење, причина за живост на селата во општина Градско. Војниците и вработените во Велешката касарна Алекс Одемниевски Бауман со свеченост го одбележаа денот на армијата на Република Македонија. Армијата ја чествува вековната борба на македонскиот народ за слобода и 23 годишнината од основањето на институцијата која се бори за одбрана на суверенитетот и интегритетот на татковината. Со положување цвеќе на спомен костурницата, припадниците на АРМ им оддадоа почит на сите загинати борци за слободна Македонија. Со пригодна свеченост во Велешката касарна Алекс Одемниевски Бауман, војниците и вработените ја чествуваат 23 годишнината од основањето на армијата на Република Македонија. Достигнувањето во полето на одбраната е во нераскинлива врска со долгата борба за слобода низ историјата. Македонија ги памети делата на илинденците и хероите на Асном и 66.000 војници во Народно-ослободителната војна, од кои 24.000 ги положија животите на олтарот на слободата, порача Љупчо Костовски, командир на командата за обуки и доктрини. Денес, одбележувајќи го 18 август, денот на армијата на Република Македонија, не можеме а да не се потсетиме на настаните кои се во нераскинлив континуитет со вековната борба на македонскиот народ за слободна, собствена и самостојна држава. Тој е денот од Народно-ослободителната војна, кога во 1943 година на Слави планина е формиран баталјонот Мирче Ацев. Баталјонот, како прва организирана формација, воедно представува и прва регуларна единица на Народно-ослободителната војска на Македонија. Како институција во која граѓаните најмногу веруваат, армијата низ годините ја исполнува мисијата за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на татковината. Се создаде армија според човечките и материјалните можности, но и армија на сите граѓани на Република Македонија. Растот и развојот армијата на Република Македонија го создаваше и градеше со секој изминат ден, со секоја успешно изведена вежба, успешно реализирана мисија во и надвор од државата. Во чест на денот, армијата со поголем број унапредување и стимулативни мерки ги награди неуспешните припадници кои покажале најдобри резултати годинава и достојно одговориле на своите задачи. Командата за обуки и доктрини представува расадник на индивидуално оспособен персонал за новите предизвици. Од оваа година во нашиот состав е и Центарот за симулации. Со овој центар армијата на Република Македонија ќе има модерен систем за обука и едукација, чии капацитети ќе можат да се користат и во други агенции и установи надвор од Министерството за одбрана. Претходно, представници од командата за обука и доктрини од Велешката касарна и Сојузот на борци од Велес, положувајќи цвеќе на спомен костурницата, им оддадоа почит на сите загинати борци за слободна Македонија. Премиерот Никола Груевски денеска беше во посета на Источна Македонија. Тој нагласи дека оваа влада останува посветена на исполнување на секое дадено ветување. Деталите за посетата во прилогот кој следува. Посветената работа дава резултати. Вака жителите од Кочанскиот регион му одговорија на премиерот Никола Груевски на прашањето дали владините мерки го подобриле нивниот живот.
Реконструираната училишна зграда за кочанчани значи исполнување на даденото ветување, а исто значење имаат и спортските терени во Виница за жителите од оваа општина. Спортистите и спортот представува еден од нашите врвни приоритети, што представува една сосема поинаква слика од минатото, во кое спортот стагнираше, а изградбата на спортските објекти скоро и воопшто да ги немаше. Денеска сликата е многу поинаква. Денеска се гради на секаде и во секој дел од државата. Скоро и да нема место во Македонија каде што немаме почнато или завршено некој спортски објект. При посетата на Македонскиот исток, премиерот Груевски нагласи дека оваа влада останува посветена во исполнувањето на секое дадено ветување. Јакнење на економијата, подобрување на условите за водење на бизнис, зголемување на бројот на странски инвестиции. Ова се само дел од приоритетите, рече премиерот Никола Груевски. Паралелно со изградбата на индустријската зона во Виница, започнавме и со изградба на технолошко-индустријската развојна зона помеѓу Виница, Зрновци и Кочани, каде што треба да влезат и да се вработат откако таа ќе биде завршена и ќе влезат компаниите кои што веќе најавија. Компанијата која што веќе најави влез предвидува околу 3.500 вработувања. Овдека во индустријската зона во Виница веќе се продадени 11 парцели и на 6 од нив веќе се градат фабриките. Една од нив, сега ми информираше градоначалникот, е готова и го тестира веќе своето производство. Премиерот Никола Груевски денеска во Берово присуствуваше и на пуштањето во употреба на пешачката патека околу Беровското езеро, инвестиција вредна 12 милиони денари, но и на отпочнување на изградбата на нова фекална канализација кон туристичката населба. Добрите услови за живот, патната инфраструктура, училиштата, сето тоа придонесува за младото население да се задржува во селата во општина Градско. Повеќе за ова во прилогот на Дијана Иванова. Миграцијата село-град во општина Градско е нешто непознато, велат надлежните. Селските средини се полни со живот, а за тоа најмногу придонесуваат добрите услови за живот. Патната поврзаност, добрата инфраструктура, училиштата, продавниците. Тоа е најпотребно за младите и денес да останат во родните места и на темелите на старите семејни куќи да градат нови. Во текот на септември, најкасно октомври месец, оваа улица на која што сега се наоѓаме ќе биде асфалтирана со средства од грант од Европската банка кој што го добивме за реализација на проектот за подобрување на општинските услови, но тука не застануваме, значи во текот до крајот на август ќе се асфалтираат, ќе се поплачаат 2 помали улички. Во близинова исто така преку предпристапните УИПА грантови ќе се асфалтира уште една улица во должина од 180 метри во селото Виничани. Младото население се задржува во ова село. Статистиката покажува дека бројот од година во година расте. Најдобар доказ за тоа е бројот на ученици во селското училиште. Ова е населено место кое што перманентно го зголемува бројот на жителите и на децата кои што се школуваат тука. Ние сега ќе запишеме 8 дечиња во прво оделение. Имаме перманентно зголемување на бројот на деца во последниве неколку години, како на ниво на основното училиште, така и во подрачните училишта. Од општината велат, за неколку месеци во центарот на Виничини ќе се изгради и плоштад. До крајот на месец ноември учениците од село Сливник ќе следат наставата во нови училници. Доградбата и реконструкцијата на училиштето во Сливник ја финансира Министерството за образование. Нови училници ќе добијат учениците во Велешкото село Сливник. Во тек е доградбата на нов објект, а ќе се реконструира и старата училишна зграда. Достега следењето на наставната програма за 80.000 ученици представуваше вистински проблем, затоа што тие наставата ја следеа во 2 училници, во кои нема услови за напредок во образованието. Минатата година имавме 84 ученици и тој број ќе биде и оваа година, приближно истиот. Меѓутоа, бројот на децата е во пораст. Има еден природен пораст, не е некој голем, меѓутоа околу 3%. Морталитетот е низок затоа што населението е младо. Проширувањето на училишната зграда следи по реакција на родителите. Тие лани еден месец ја бойкотираа наставата. Се жалеа дека училниците се претесни да ги примат сите ученици. Инаку во Сливник скоро секоја година се зголемува бројот на ново запишани првооделенци. Во сегментот на учениците дека едино населено место во општина Велес,
каде што немаме помал број на ученици во прво одделение запишени е ова населено место. Последниве 9 години владата на Република Македонија интензивно работи на изградба и реконструкција на училиштата ширум земјава. Владата досега потроши над 50 милиони евра за изградба и темелна реконструкција на училиштата. За изградба на 74 нови училишта се инвестирани на 20 милиони евра, а за извршена темелна реконструкција на 350 постојани училишта инвестирани се околу 30 милиони евра. Во тек се, како што кажав, градба на нови 10 училишта ова лето, кои што се веќе завршени. Се започнати уште 2 и нормално се планира понатаму градба на уште поголем број на училишта. До градбата и реконструкцијата на училиштето во село Сливник ја финансира Министерството за образование. Градежните работи чинат над 5 милиони денари. Објектот треба да биде готов до крајот на ноември. Едно лице загина, едно е тешко повредено во сообраќајна несреќа, која синоќа околу 20 часот и 20 минути се случи на патот Свети Николе Овчеполе во близина на селото Пеширово. Автомобилот бил управуван од 58 годишен кумановец, кај кого алкотестот покажал дека тој бил под дејство на алкохол. Утрово патот Свети Николе Овчеполе беше затворен поради полицискиот увид на местото на несреќата. На самото место починал сопатникот на мопедот, 43 годишниот Свети Николченец, додека возачот на мопедот се здобил со тешки телесни повреди и со возило на итна медицинска помош е пренесен во клиничката болница во Штип, од каде што поради сериозноста на повредите е пренесен во ургентниот центар во Скопје. Сдруженијето на приватни лекари во Република Македонија предлага измените за намалување на глобите предвидени со новиот закон за прекршоци, соодветно да се применат, а воедно и да се усогласат со постојаната позитивна регулатива и прописи од областа во здравството. Со ова би се променила и досегашната политика на високи договорни казни. Приватните здравствени установи се еднакви пред законот, исто како и останатите правни субјекти, затоа бараат и тие да ги чувствуваат бенефитите од измените на законот за прекршоци. Доктор Лилија Чолакова Дервишова во име на сите приватни доктори информира дека тие до Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување упатиле барање за промена на општите услови за пропишување на прекршоците и прекршочните санкции во приватното здравство. Овие приватни здравствени установи кои што исто така плаќаат фирмарини, кои што исто на крај на година поднесуваат завршни пресметки и ги почитуваат сите закони на оваа влада, сметаме дека треба казнените одредби да бидат согласно бројот на вработени, согласно висината на платата која што ја земаат вработените и сметаме ако тоа се посоки и правила кои што владата ги одредува и се за поздравување, приватните здравствени установи очекуваат и нашите здравствени ординации да влезат во овие закони. Според законот кој што бараа да биде променет лекарите, досега плаќале високи казни, доктор Чолакова вели дека тие се движеле од 200.000 до 300.000 денари. Доколку биде прифатено барањето на лекарите, доктор Чолакова вели дека ќе се подобри економското работење на приватните здравствени ординации. Сметам дека ова е одлична можност сега да се усогласат овие институции кои што се делови од владата, тоа се Фондот за здравство и Министерството за здравство, така да со намалување 10-кратно како што кажа нашиот премиер и кажа и сите кои што се пиари на владата, очекуваме во интерес на опстанокот на овие приватни здравствени установи дека такво нешто треба да се случи и во нашите идни договори кои што ќе ги правиме со фондот. Во Македонија околу 4500 правни субјекти очекуваат позитивен одговор на барањето на Сдруженијето на приватни лекари. Од 15 септември, од кога почна да функционира телефонската линија Ало докторе, па се досега, евидентирани се вкупно 47.616 повици. Линијата е достапна секој ден 24 часа за граѓаните од сите градови во Македонија. На телефонската линија за медицински совет Ало докторе од 15 септември минатата година кога почна да работи до вчера имало 47.616 повици. Од Здравствен дом Скопје соопштија дека од 10 до 16 август на линијата медицински совет побарале 1105 лица. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на било какви симптоми на нарушување на здравието.
22 доктори се достапни за медицински совет, а јавувањата се од граѓани од сите градови на Македонија. Јавувањата во последната седмица се со широк спектар на различна симптомотологија, најмногу за кардиоваскуларни и респираторни симптоми, главоболки, стомачен вирус пропратен со зголемена телесна температура и симптомна болка. На линијата Ало докторе често се јавуваат граѓани за совети поврзани со терапијата која редовно ја примаат за хроничните болести, за симптоми поврзани со крвен притисок и за совети и препораки за топлото време. Пожарникарите викендов интервенирале на 3 локации во Велес и регионот. Од противпожарната единица известуваат дека пожарите најчесто се предизвикани од човечки фактор. Во моментов ситуацијата е стабилна, но апелираат за поголема внимателност и предпазливост како би се избегнале дополнителни штети. Противпожарната единица во Велес со 3 нови интервенции во изминатиот викенд. 2 од нив се во градското подрачје, во близина на ликовниот салон и на бензинската станица Црна река, во поранешниот магазински простор на трговското предпријатие Велеспром. Третиот е во близина на црквата во село Раштани. Во трите случаи, брзата интервенција на пожарникарите спречила причинување на поголема штета. Изгорени се површини и со сува трева и ниско стеблести растенија. Имаме 3 интервенции. Едната интервенција беше во саботата, кај под црквата на Раштани, тука изгоре околу 9 декара трава, сува трева и грмушки, немаше опасност нели да се загрози црквата, испаднаа нашите од единицата и помогнаа мештаните од Раштани. Другите двата пожара испаднаа во неделата, каде што во исто време се појавија 2 пожара под ликовниот салон, каде што е пожар покрај линија, нели тревата покрај линија и умеѓу време кај старите магазини, односно спрема Црна река на Велеспром магазините, бидејќи имаше доста трева, брза интервенција од нашите колеги не дозволија старите магазини да се запалат. Според командирот на противпожарната единица, пожарите најчесто се предизвикани од човечки фактор. Оттаму апелираат за поголема внимателност и предпазливост како би се избегнале штети од поголем размер. Заврши одморите, при крај се граѓаните што ќе дојдат на самите места да се погрижат за своите домови, да се погрижат за своите викендици, за своите ниви, више ако е завршено тоа земјоделство, значи да си направат сами заштитни појаси. Од противпожарната единица велат дека во моментов ситуацијата е стабилна, но екипите се мобилизирани во случај на интервенција. Свечено отворена школата за млади лидери што ќе се одржи во Охрид. На годинишната школа присуствуваат 20 предавачи од врвни образовни и професионални институции, кои ќе ги пренесат своите искуства и видувања за лидерството на вкупно 44 учесници на школата. Повеќе од прилогот на колегата Риста Нејковски од Охрид. Во продолжение и за останатите вести од Македонија. Со обраќање на претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов свечено беше отворена школата за млади лидери што до 28 август по 6 пат ќе се одржи во Охрид. Тој во својот говор нагласи дека интенцијата на школата за млади лидери е од успешните луѓе да направи уште поуспешни да создаде позитивни примери за другите. Ова школа е влог во таа европеизација на Македонија. Ако не можеме да бидеме дел од Европската унија, бар младите да ги направиме европјани во Македонија. Да ги почувствуваат сите вредности што ги имаат нивните врсници во другите земји кои имале среќа да бидат дел од Европската унија. Иванов им порача на младите лидери да ги користат искуствата, знаењата, умењата на предавачите за преку меѓусебна соработка, да формираат мрежно мислење, односно не да мислат само за себе, туку да мислат и за другите. Пред учесниците се обрати и поранешниот претседател на Бугарија Петар Стојанов, како и поранешниот шеф на италијанската дипломатија и еврокомесар за правда Франко Фратини. Стојанов во своето обраќање укажа на потребата од луѓе со визии, со способности да создадат заедничка визија за заедничка европска иднина. Јас мислам дека оваа меѓународна школа и обука е особено важна и тоа посебно овде во Западниот Балкан, заради тоа што во минатото нашиот регион беше заложник на толку многу историски стереотипи и предрасуди и сигурен сум дека младите луѓе од регионот треба да бидат спремни да ги наминат. Фратини се осврна на европската перспектива на Балканот и посочи дека Европа има потреба од млади лидери на сите полиња.
Фактот што Македонија се уште е надвор од Европската унија е последица токму на недостигот на лидерство. Не е тоа бирократски проблем, туку отсуство на политичка волја, фактот дека не постои храброст и политичко лидерство. За да се стави крај на таа приказна е клучен аспект. На годинашната школа ќе присуствуваат 20 реномирани предавачи од врвни образовни и професионални институции од Македонија, Европа, Соединетите Американски држави, Израел и Мароко, кои ќе ги пренесат своите искуства и видувања за лидерството на вкупно 44 учесници на школата. Од утре, според договорот од Пржино, работните групи на 4 политички партии ВМРО, ДПМН, ДУИ, СДСМ и ДПА под венеделната пауза почнуваат со работа, а не прво ќе се зафатат со темелна реформа на изборниот законник. За во април се закажени предвремените парламентарни избори, а до тогаш треба да се решат многу договорени промени содржани во извештајот на експертот Рајнхард Прибе. Денеска ќе почнат да се договараат промените во изборниот законник и секако проучувањето на избирачкиот список. Најголем интерес во јавноста има за законското решение за специјален јавен обвинител и начинот на кој тој треба да биде избран. Воедно треба да се утврди процедурата како партиите ќе ги предлагаат кандидатите кои сметаат дека се соодветни за тоа место, а најдоцна до 15 септември во собранието треба да се избере специјалниот обвинител. Двонеделната пауза беше искористена за средби на представници на политичките партии со амбасадорите на САД и Европската унија, Джес Бейли и Иво Орав. Председателот Ѓорѓе Иванов синоќа во Охрид оствари работна вечера со поранешниот бугарски председател Петар Стојанов, кој на покана на македонскиот председател еден од предавачите на 6-та поред школа за млади лидери. На средбата Иванов и Стојанов размениле мислење за билатерални односи меѓу Република Македонија и Република Бугарија, како и за актуелните прашања од регионот. Двајцата соговорници се согласиле дека двете земји треба и во иднина да ги унапредуваат добрососедските односи, да соработуваат во сферата на евроатлантските интеграцијски процеси и во сите области кои се во интерес на мирот, стабилноста и развојот на регионот, соопшти кабинетот на председателот Иванов. Стојанов се заблагодарил на поканата за учество, поздравувајќи иницијативата на председателот Иванов за одржување на ваква школа за млади лидери, како и неговите лични заложби за надградување на образованието и лидерските способности на младите и талентирани луѓе од Република Македонија. Исто така председателот Иванов во вилата во Охрид се сретни со амбасадорот Марк Коте, кој е директор на Кралскиот институт за меѓународни односи на Кралството Белгија Егмонт. Всушност тоа е еден од најпрестижните институти од овој тип во Европа. Амбасадорот Тоте е исто така еден од предавачите на 6-та школа за млади лидери, што се одржува на иницијатива на председателот Иванов, а која свечено ќе биде отворена утре. Успешно се реализира проектот со кој се предвидуваше вработување за 300 лица со инвалидност. Голем дел веќе се вработени и овој проект наскоро треба да биде завршен, информираше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Тој посочи дека владата во континуитет реализира проекти со кои им се помага на ранливите категории граѓани со особен фокус на инвалидните лица. Токму поради тоа се реализира и проектот за вработување лица со инвалидност во јавната и државната администрација. Со огласот опфатени се најранливите лица со инвалидност кои подолг временски период се без работа и се во најтешка материјална состојба. Истите се вработени во околу 150 институции. Министерот појасни дека дел од нив се вработени во Министерството за труд и социјална политика, во центрите за социјална работа, Агенцијата за вработување на Република Македонија, но и во сите други државни институции, каде биле прифатени многу добро од своите колеги. Тој додаде дека реализацијата на овој проект наскоро треба да биде целосно завршена. Јужна Кореја и САД започнаа 12-дневна воена вежба. Во воздушните напади во Дума загинаа најмалку 96 лица. Вести од светот во продолжение. Јужна Кореја и Соединетите Американски држави започнаа 12-дневна воена вежба, на која ќе се изведуваат заеднички акции како одговор на евентуален напад од Северна Кореја. Според Министерството за одбрана во Сеул, во вежбата учествуваат околу 50.000 јужнокорејски војници и 3.000 војници од САД. Војната вежба се изведува во моменти на големи тензии на Корејскиот полуостров, предизвикани од експлозијата на северокорејските мини во јужнокорејскиот дел на демилитаризираната зона на 4 август, при
што двајца јужнокорејски војници беа повредени. Официјален Сеул заедничката војна вежба ја оцени како подготовка за напад врз Северна Кореја и ја поистовети со објавување на војна. Во воздушните напади на сириската армија врз градот Дума загинаа најмалку 96 луѓе, од кои поголемиот број цивили. Тоа е еден од најкрвавите напади превземени од режимот на сирискиот председател Башар ал-Асад. Според опозицијата, како виновен за нападот го сметаат токму него, а како цел на нападот има избрано пазар препон со луѓе. Меѓу загинатите има најмалку 2 жени и 4 деца. Се очекува бројот на жртви да продолжи да расте и понатаму, бидејќи мнозинството од околу 250 повредени лица се во критична здравствена состојба, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Според првичните информации, нема преживеани од индонезискиот авион кој вчера сурна во планинскиот предел на провинцијата Папау. Авионот на компанијата Trigana Air исчезнал половина час по полетувањето од аеродромот Сентани, а во него се наоѓале 44 возрастни патници, 5 деца и 5-член екипаж. Според шефот на поштата во Џајапура, индонезискиот авион пренесувал околу 6,5 милиарди рупии или 4200 евра за сиромашните семејства во провинцијата Папау, за кои биле задолжени 4 поштенски работници. Индонезиските власти го пребаруваат теренот, но условите се оттежнати поради непристапниот терен. Урнатиот авион го пронашле локални жители, кои случајот веднаш го пријавиле кај властите. Македонската кошаркарска репрезентација во комплетен состав ги очекува пријателските надпревари со Литванија и Турција. Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски се е поблиску до одбраната на титулата. Вчера беше одиграно второто коло во домашното првенство. Новиот прволигаж во македонскиот фудбал, тимот на младост Царев двор, ја запиша својата прва победа. Херој на тимот беше Марковски, кој во завршницата од надпреварот постигна погодок за победа од 2:1 против Ренова. Најдобриот македонски тим од евронадпреварите во оваа сезона работнички успеа да ја победи екипата на Хоризонт Турново со резултат 4:2 и со зголемена самодоверба да ги започне подготовките за надпреварот од квалификациите за Лигата на Европа против руски Рубин Казань во четврток. Во дербито на колото Вардар ја победи Шкендија во Куманово со резултатот 3:1. Силекс во Кратово ја победи Брегалница со 1:0, додека единствениот надпревар без голови беше одигран помеѓу екипите на Шкупи и Металург. Македонската кошаркарска репрезентација ги продолжува своите подготовки за престојното европско првенство. По двата одиграни надпревари на домашен терен со екипите на Израел и Венецуела, кошаркарите патуваат на турнир во Литванија каде ќе одиграат надпревари против домаќинот и Турција. Селекторот Србиновски изјави дека биле санирани повредите и ќе ги има на располагање сите играчи за овие два надпревари. Во меѓувреме нашите противници од групната фаза Грција и Грузија ги играат своите подготвителни надпревари. Грците беа поразени од Турција со резултат 73-64, а селекцијата на Грузија загуби од Италија 87-67. Добра вест за нашиот табор стигна од хрватската репрезентација. Во надпреварот против Германија, на кој славеа убедливо натурализираниот американец Оливер Лафајет заработи повреда на коленото која ќе го оддалечи од настап на првенството. Македонскиот ракометен шампион Ватар го освои Канижа купот, откако во финалето ја совлада екипата на Пик Сегет со резултат 22-19. Со овој триумф тие им се реваншираа на унгарците за ланскиот пораз во финалето на истиот турнир. Претходно во рамките на групната фаза Вардар ги победи екипите на Горење и Партизан. Најефикасен играч на надпреварот беше Карачик со 7 постигнати погодоци и беше прогласен за најкорисен играч на турнирот, а Арпад Штербек беше избран за најдобар голман.
Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски Иџе победи на последната трка возена во Швајцарија и со тоа ја потврди својата доминација во европскиот шампионат на ридски патеки. Тој патеката е мина за 4 минути 41 секунди и 814 стотинки, што беше за 10 секунди побрзо второпласираниот Лос од Чешка. Со оваа победа Иџе е на чекор до одбрана на титулата. За такво остварување потребен ќе му биде само еден бод на последните две трки. Следната трка се вози во Словенија за 2 недели. Манчестер Сити го совлада Челси со 3:0. Ракометарите на ПСЖ го освоија првиот трофеј сезонава. За овие и за останатите вести од меѓународниот спорт во продолжение. Манчестер Сити убедливо го победи шампионот на Англија со 3:0 во дербито на колото. Головите за домаќините ги постигна Агуеро во 31-та минута, Компани во 79-та и Фернандињо во 85-та. По убедливиот пораз Челси го запиша најлошиот старт на една сезона во последните 10 години, откако во првото коло одиграа само нерешено со тимот на Свонси. Тимот со најдобрата одбрана за минатата сезона во првите два одиграни надпревари веќе има примено 5 погодоци и со само еден освоен бод се наоѓа на дното на табелата, додека Манчестер Сити ја завзема првата позиција на табелата со 6 постигнати и без примен гол. Ракометниот шампион на Франција, ПСЖ, на фуриозен начин ја започна новата сезона. Со новите засилувања во тимот тие покажаа својата сила на турнирот во Гренобл, најавувајќи дека оваа сезона нема да се задоволат само со титулата во домашното првенство, туку ќе атакуваат и на што повисок пласман во Лигата на шампионите. Тие на турнирот во Гренобл во финалето ја совладаа екипата на Шамбери со убедливи 28-19, откако во еден дел од надпреварот имаа водство 21:9. Претходно во полуфиналето светците ја победија репрезентацијата на Јапонија со 36-23. Британскиот тенисер Енди Мареј успеа да го совлада најдобриот тенисер во моментов Новак Џоковиќ и да стигне до титулата на Роџерс Купот во Монтреал. Ова е прва победа за Мареј по 8 последователни порази во меѓусебните дуели. Во 3-часовна борба британецот беше посконцентриран во финишот на мечот и со резултат 6-4, 4-6 и 6-3 стигна до победата и освои својата 35-та титула во кариерата. Овој триумф му овозможи на Мареј да се искачи на втората позиција на ATP листата, престигнувајќи го Федерер, на кој убедливо прв е србинот Новак Џоковиќ. Денеска имавме претежно сончево време со мала до умерена локална облачност. Да видиме какво време не очекува во наредните денови. Благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!